Приватните специјализанти втор ден поред продолжија да штрајкуваат. Сметаат дека нивната плата треба да биде доволна за живење, а не за преживување. Велат дека не го добиваат она што го даваат. Времето им поминува залудно во довлекување, утре задутра. Неисполнети се ветувањата на министерот за здравство. Тие ги демантираат неговите обвинувања дека зад протестот има политичка позадина и го прашуваат како да преживеат со ниска плата без основни работни услови. Срамно е да еден доктор нема здравствено осигурување и мислам дека нема ни една политичка партија која што тоа треба да не мотивира за ние да си ги бараме основните човекови права кои што ни се загарантирани со устав. Јас лично немам ни една книшка од ни една партија, единствена книшка која што јас ја имам дома, тоа е крводарителска на која што пишува нулта позитив. Сакам да напоменам околу изјавата на министерот која што вчера ја дал за вашите медиуми дека 3 плати, односно месечни надоместоци од 26.000 се доволни за ние да си ја платиме нашата школарина. Сакам да го поставам прашањето во тие месеци дали ние треба да плаќаме сметки, кири, кредити и дали треба да живееме или да бидеме во една вегетативна состојба и за да можеме да платиме школарината. Министерот за здравство Илир Демири вчера изјави дека смета дека штрајкот на специјализантите има политичка позадина и им порача дека во предизборие не може да носи одлуки. Подоцна ги повика на средба во влада, но не им понуди конкретно решение за нивните барања. На владина седница денес ке се одлучува за барањето на специјализантите за покачување на платите во висина на просечната плата, а во зависност од одлуката тие ќе одлучат дали ќе продолжи нивниот штрајк.